Опозицијската ВМРО ДПМН уште пред да ја добие поканата за лидерска средба категорично ја отфрли. Според председателот на партијата, лидерска средба е потребна, но само ако се разговара за важни прашања кои ги засегаат граѓаните, како што се енергетската и економската криза. Мојот совет до владата и до Ковачевски би било да разговараме доколку се случи таа лидерска средба за она кое што е навистина голем проблем за граѓаните, а тоа е тешкиот живот, економската состојба на граѓаните, ниските плати, ниските пензии, високата инфлација, високите сметки кои што ги плаќаат граѓаните. ВМРО ДПМН освен за енергетската криза, причина за одржување лидерска средба гледа и во можно одредување датум за предвремени парламентарни избори, нешто со кое владината коалиција не се согласува. Според најавата на владината служба, во која стои дека ќе се зборува за одлуките кои во иднина ќе треба да се носат со широк консензус, известно е дека тема ќе бидат предстојните уставни измени. И не само внесувањето на бугарите и другите заедници во уставот, по се изгледа ќе се разговара и за бришење на формулацијата, јазикот кој го зборуваат 20% од граѓаните. Интересно е тоа што оваа покана доаѓа во исто време кога опозицијските партии од албанскиот политички блок исто така бараа средба со сите партии. Нивниот став е јасен, би поддржале уставни измени само доколку формулацијата, јазикот кој го зборуваат 20% од граѓаните, се замени со албански јазик. На прашањето како ја коментира изјавата на вице-премиерот Груби дека имаат 80 пратеници за уставните измени, лидерот на ВМРО ДПМН посочи дека ако се толку сигурни да поднесат иницијатива во парламентот. Нека ги поднесат предлог иницијативата во парламент и ќе види дали имаат или немаат. Зошто тогаш лидерски средби за уставни измени ако имаат 80 пратеника? Премиерот и минатата недела ги повика политичките партии да седнат на маса и да најдат заеднички јазик за европската иднина на Македонија, посочувајќи дека е потребно да се разговара за уставните измени, за да се дојде до решение што ќе биде прифатливо за сите.